Тоа е една манифестација која ја воведовме последните неколку години во градот и ми се чини дека доби одзив помеѓу карневалистите. По примере на други карневали? По примере на други карневали. Па така карневалите еден со друг се споредуваат и се надополнуваат. Тоа е една убава манифестација и даваме значење на луѓето кои се маскираат, на луѓето кои излегуваат на улица да го прослават карневалот Струмички. После тоа имаме една изложба, секоја година ние презентираме една карневалска група, прави собствена изложба, ретроспективна, фотографии, маски, она што го сработиле во последните 10-15 години. Знаеме дека струмичани имат голема традиција и чуват голем број на маски во своите депоа. Годинава тоа ќе биде средното училиште Никола Карев од Струмица и се надевам ќе имат богата и убава изложба. Тие ги имаат едни од најмасовните маски. Да, секој пат биле. Така, многу креативни затоа што имаат и собствени ресурси кои што ги употребуваат како шиењето, доторевањето на маските. Тие се и едно од средните училишта кои ја направија најубавата маска, која ја презентиравме неколку години наназад и направивме карнавалска маска која ќе ја представува Струмица. Тоа беше, ми се чини, пред 15-тина години и на радост на сите карнавалисти уживавме во таа маска. Се надевам годинава дел од тие стари маски ќе бидат презентирани на изложбата. Тешко ли е чувањето? Сега веднаш би се надоврзала на тоа да се чуваат маските. Постоеше една иницијатива за формирање музеј на Струмичкиот карневал. Колку е потребен еден ваков ресурс, една ваква градба, која што физички ќе успее да собере нешто што представува традиција, случувања, години енергија? Видете, тешко е да се направи такво едно здание. Карневалските маски се огромни, нема кај да се чуват. Алегориските возила се растураат секоја година. Знаеме дека тие се најубавиот дел, меѓутоа мора да се, нема кај да се чуват. Меѓутоа секој влюбеник во карневалот си ја чува својата маска. Со љубов ја негува, се надевам дека сите карневалисти на некој начин ги имат спакувано своите маски и ги чуват за еден ден пак да ги презентират. Музејот е убава идеја, меѓутоа тешко се реализира. Гледаме дека годините, 3-4 години имаме идеја и разговараме и со општина и со Министерство за култура. Тешко дека ќе го реализираме. Меѓутоа не мора да биде музејот специјално наменет. Специјално наменет, можеме да направиме еден простор кој виртуелно ќе го покажува Струмичкиот карневал, кој ќе имаме една стално поставена изложба, кај што ќе имаме еден видеобим кој што ќе ги покажува маските. И се надевам дека на таа идеја ќе успееме и ќе бидеме упорни.